не влијаеше и дека таа одлука ние самостојно ја донесовме. Може би во некои партии и се случувало такво и верувам дека има такви нешта и јас самата реков дека може би политичките партии во Македонија ќе треба да се додемократизираат, но ова навистина беше висок демократски чин и мене ми е жал нели да заврши на таков начин, на подсмев или на гледање низ призната на личната корист на пратениците. Господин Петровски, некои пратеници треба да останат во парламентот, но некои навистина треба да се одат, во тоа нема ништо лошо. Апсолутно, господја Јаневска, јас се сложувам дека некои пратеници тоа го направиле одлични побуди во смисол на висок морален интегритет и смета дека Македонија треба да оди натака. Меѓутоа, за вас може би знаат во македонската јавност и за Валентина дека сте пратеници. Знаете ли за колку луѓе кои што гласаат таму последниве 2 години не знаат ни како се викаат, ни каде седат, ни колку пати биле, ни од кај дошле, ни каде ќе си отидат. Така што верувате дека токму тие таквите луѓе нема избор. Завршиме. Та кажате многу, кажате многу. Ајде. 10 секунди, 10. Некои пратеници сакаат да станат и да зборуваат, но ситуацијата во парламентот беше таква што навистина немаат можност. Јас ова им го должам на моите колеги и благодарам што ми дозволивте да го кажам. Правите моле за тие. Први правиме моје за лепачите на плакати, а сега завршиме со тие професионални политичари под наводници, што ќе прават тие сега, леле мајко. А еден се одвои, значи, двајца се потполно изедначени, 0,1% разликата помеѓу нив, а еден се одвои веќе и им води 11% на овие двајца. Убаво, вие не заборавајте, се уште имате време, уште 10 минути. 02-30-99-367 за Филип Петровски, 02-30-99-362 за Агин Пошка и 02-30-99-363 за Весна Јаневска. И дојдовме до темата број 5, воведничар ќе биде господинот Филип Петровски, а темата број 5 носи наслов "Се будили Исток и Запад". Пирамида! Левичарот Оскар Лафонтен, кој беше министер за финансии во Германија, во својата предизборна кампања сака да преземе дел од комунистичкиот манифест на Карл Маркс. Лафонтен смета дека делот кој зборува за опасностите од буржуазијата и капиталот е одлика на денешницата и е многу современ. Овој источно-германски политичар од еден британски таблоид беше наречен како најопасниот човек во Европа. Дали во светски рамки се појавува нов реформиран комунизам? Има ли човештвото придобивки од комунистичкиот период? Што доби Македонија? Што доби Македонија од комунистичкиот период? Многу тешко прашање. Македонија доби едно сериозно наследство да си ја носи судбината на поделен народ во неколку држави. Тоа беше секако договорено на Јалта, а до ден денеска се влече како проблем за македонците. Лично сметам дека тој пропаднат идеолошки систем остави голема трага и во Македонија, но исто така остави голема трага и врз човештвото. Но добро е поставена темата дали се буди Исток и Запад. Ми се чини дека унилатералниот свет, една светска сила, американците кои што по 90-та година по паѓањето на Берлинскиот зид всушност преминаа во една доминантна сила и со грешките што ги направија во надврешната политика всушност предизвика повторно да се јави една реакција која што еве на овој начин се одвива, но има тука и други елементи за кои ќе спомнам. Благодарам за вашата минута, 1 минута, Агин Пошка, поведете. Историски гледано, Македонија доби основа за една стабилна држава за тие време на комунизмот, но во исто време доби еден, што сега го пати, еден систем кој очигледно има големи проблеми да се соочи со реалноста. Геополитички, ние, Балканот се наоѓа во комплетно нова ситуација. Во врска со Лафонтен, СПД сами не ја сватја многу озбилно неговиот предлог, затоа што, иако тој инсистира за една левица, марксистична и така натаму, тој ги има сите привилегии или живее како еден аристократ. Од коментарите што се во дневниот печат германски и во интернет може да се најде, се насочува дека, иако Лафонтен зборува за едно